Во Штипската болница лекувањето трае најдолго во државата. Бројот на болнички денови и должина на лекување секоја наредна година е поголем од претходната. Така, во 2012 година во Штип се остварени 79.238 болнички денови, во 2013-та 80.018, додека лани бројот се зголемил за речиси 11.000, односно на 90.967. Бројката на болнички денови во Штип боде во очи, зашто таа е за околу 27.000 поголема од тетовската и 5.000 повеќе од битолската при ист број на пациенти. Осме рекордер по бројот на болнички денови. Штипската болница е место каде лекувањето се уште трае најдолго. Просечниот престој на пациент овде е 6,7 дена, во Битола 6,3, а во Тетово пациентите во болница поминувале по 4,5 дена. Има ли Штип реална причина за волку голем број на болнички денови, односно за волку долго лекување? Купната работна атмосфера во болницата, која што е променета што се однесува до типот на услуги кои што ги нудиме, овозможува да истите пациенти добијат и продолжена нега кај тој тип услуги, посебно неурохирушките и кардиолошките заболувања, следење на тие пациенти, соодветен мониторинг кој што си бара подлог престој во болницата. Штипска болница го ги намали вкупниот број на престој на лежење на пациентот, значи вкупниот број денови од пер капита од пациент на околу 5,5, додека остатокот, да речеме, сега клиничка болница, клиничките центри, некаде е околу, мислам, 6,1. Ова е објаснување на менаџерите, но пациентите имаат друга логика. Заради слабата ефикасност. Па може да запари да биде тоа. Па тоа сигурно плаќат они, најверојатно. Сигурно имат интерес од тоа. Ако немат интерес, нема тоа да го прават. Значи сега интерес пациентот да лежи повеќе, они да се работат повеќе. Кој е тоа? Ако е тоа. А најверојатно е тоа. Ова секако не е без причина, зашто секој болнички ден пациентите го плаќаат. Па зошто лекувањето да биде за помалку, кога може и за повеќе пари?